Брутално вооружени до заби специјалци одземаат коли со бугарски регистрации во Северна Македонија. Е насловот на текстот што го рецензираме во овој подкаст. Се работи за текст во бугарскиот дигитален медиум Глас Ньюс, кој пренесувајќи статус од Facebook, непроверени информации и дезинформации, пишува за јануарската акција на сообраќајната полиција, која во дел од бугарските медиуми беше искористена за да се информира дека е напад кон бугарските државјани кои возат автомобили со бугарски регистерски таблички во Струмица. Дел од северно-македонската полиција во полна воена опрема специјалци беа распоредени во Струмица и масовно одземаа автомобили со бугарски регистрации. Ова го сигнализира Спас Ташев од Институтот за население и човекови студии при Бугарската академија на науките на социјалните мрежи. Според информациите, на граѓаните им било забрането да прават снимки, пишува дигиталниот медиум Глас Ньюс. Авторот подсетува дека слична акција имало пред 10 години, кога македонската полиција дала рок бугарските возила да се пререгистрираат. Иако медиумот информира дека на граѓаните им било забрането да прават снимки, сепак објавува фотографија како илустрација на акцијата на специјалците од Струмица. Ситуацијата се повторува, но сега е побрутално, пишува Глас Ньюс БГ, пренесувајќи го Facebook статусот на Ташев. Фотографијата што ја пренесуваат и другите бугарски медиуми, со едно пребарување може да се види дека не е од улиците на Струмица, ниту е со датум од 2021 година. Се работи за фотографија на македонскиот фотограф Наке Батев од мај 2015 од Кумановско диво населје и полициската акција во која загинаа 8 припадници на полицијата. Фотографијата е агенциска, но бугарските медиуми го скратиле делот каде е поместен заштитниот знак со името на авторот и агенцијата за која е направена. Македонското министерство за внатрешни работи за преземените акции на сообраќајната полиција има издадено соопштение насловено «Возилата што се технички неисправни или учествуваат во сообраќајот со истечена сообраќајна дозвола повеќе од 6 месеци се одземаат на 90 дена» и соопштува дека ваква акција е спроведена и во Струмица. Новинарите и уредниците во текстот носат голема одговорност за објавените содржини во медиумите, особено ако написите се засновани на дезинформации кои потоа поттикнуваат говорна омрза. Во случајов, поттикнувањето на говорна омрза кон цел еден народ преку лажна фотографија, наведувајќи го читателот да мисли погрешно во ситуација на напрегнати меѓудржавни односи со вмешување на највисоките владеачки структури. Етичкиот кодекс, подсетуваме, налага посебна внимателност на главните и одговорни уредници, дека треба да бидат предпазливи во случаи кога дезинформациите водат кон поттикнување насилство од страна на публиката.